Скопје е супер град. Ја бар тако чувствувам. Што може да се моето мислење, значи може да се разликува од многу од некои мислење на мои вршњаци или не знам. Луѓе што живеат во Скопје кои не се задоволни со живењето тука, но сепак мислам дека нуди можности и дека толку колку што знаеш да побараш, толку и ќе ти понуди. Значи сепак останува на тој што живее во Скопје како ќе си го направи живењето во Скопје, бидејќи има содржина која не може да се пофалиме дека е многу богата, но сепак не е ни толку плитка, бидејќи знаеме дека со текот на вековите тука се насобрале многу приказни, многу нешта, многу разни струи, разни влијанија, така да има еден конгломерат на многу различни нешта во сите области, значи во секоја област на живењето, така да можеш да лесно да, ако во моментот ти затреба нешто што е поврзано со Запад, да го добиеш во истиот момент, или ако имаш потреба да уживаш малце на медитерански начин и тоа го имаш, или да, не знам. Едино може сме малце фрустрирани не за Скопје, али за целата ситуација во државата, што не можеме да шетаме како некој што може да се шета. Но сепак мислам дека тоа може да се надомести со тоа што ако упознаваме малце подобро нашиот град, да ги најдеме тие некои тајни и скришни места што се наоѓаат во него. Така да би требало да се изнајдуваат тие некои интересности што се внатре, а не да се проаѓа само поред нив и да не се приметува. Имам завршено, значи, факултет за ликовни уметности, вајарство. Со тоа што не би можел да кажам дека конкретно баш се занимавам со вајарството, али сепак по моментот животна преокупација ми е креацијата, значи пак нешто што е многу блиско до уметноста. Тука е дизајнот, сценографијата и во последно време во голем дел од времето се занимавам со музика. Изворна македонска, народна музика. И исто така нешто што не знам како може да се нарече, значи нешто што е поврзано со изворите, но сепак е во современите текови и трендови. Јас сум се родил како православен, значи христијанин. И во однос на мојата религија се однесувам како кон традиција, со голема почит. Не можам да кажам дека сум некој голем верник, но верувам дека има нешто што е некоја си сила. Значи имам доста истражувано што се однесува теоретски до мојата религија и до другите религии соседни што се. И велам, не можам да се наречам себе си верник, но многу ја ценам традицијата, значи се дружам со луѓе што се верници и сакам да знам што значи тоа вера. Ме интересира не само за мојата религија, воопшто, што значи како поим, како филозофски, како религиски, како не знам, екзистенцијален, што значи верба, вера. Така да и во мојата креација, во моите сите работи, многу често се провлекуваат идеите и мотивите на религиозноста, на верувањето, на постоењето на некои повисоки сили.